човекот е соочен со проблемите во врска со загадувањето и уништувањето на средината во која живее и работи. Сето тоа има за последица нарушување на природната рамнотежа и на природните законитости. Загрозената животна средина не е последица само на урбанизацијата и индустриализацијата, туку и поради нарушување на односот природа-човек и непочитување на еколошките закони. Вие се наоѓате на местноста на воатарот на селото Елшани, каде што се наоѓа подрачното училиште Свети Наум Охридски, чие централно училиште всушност е во Пештани, многу познато атрактивно и туристичко место. Проектот од нас зависи е еден екопроект, проект со кој што Советот на родители настапи во програмата која што ја достави до училиштето или од програмата на Советот на родители. Овој екопроект постои веќе самиот почеток на новата учебна година, значи 2001-2002, уште по-конкретно со денот на екологијата 21 март. Токму на тој ден отпочнавме со една екоакција за зрување на зелени дрвчиња или насадници и поставување на екотабли. Овој проект, всушност, ова е втора фаза, поставување денеска на екоканти, на кои што ќе имаме еко пораки со еко-пароли за еко-свест или уште поточно за еко-свет. Кој се учествува во овој проект? Во екопроектот од нас зависи, всушност учествуваат родителите како автори на овој проект и учениците, нивните деца, односно нашите деца, како главни носители, би рекол, на иднината и главни поради кои што е составен овој проект. Впрочем, овој проект е да ги едуцира нашите деца од екосвеста, да развие нивната свест, да можат сами да се грижат за својата чиста околина, да можат сами да се грижат и да можат слободно да се движат низ една чиста околина во која што еве барем се надеваме дека ова наше Елшани овде е дел од екосветот. Не би сакале да го изгубиме. И кога сме кај учесниците, се разбира тука учествуваат и наставниците, кои се вторите родители на нашите деца и воспитувачи од кои што сепак зависи иднината на нашите деца. За среќа, овој проект го поддржа повеќе, односно многуте или сите овие жители кои гравитираат на овие подгалички, езерски, крезерски села од Пештани и Елшани и од Љубаништа до Коинско, каде што тие што ученици учат во основното училиште Свети Наум Охридски во Пештани, Елшани, Трпејица, Коинско и така натаму. Дали ќе се задржите само на овие зелените предели или сепак ќе се превземе акција и за расчистување и на бреговите на Охридското езеро? Токму навреме го постави тоа прашање да ви ја кажам и она непосредна, би рекол, функција на овој проект. Всушност, ова акција што денеска ќе ја забележите е наречена од училиштето до изворите во село Елшани, а во Пештани од училиштето до езерото. Всушност, сакаме да направиме на чиста патека или чист би рекла тек од училиштето до езерото и се надеваме дека колку толку ќе зависи од нас чистотата на Охридското езеро, а уште повеќе од свеста на нашите дечиња за кои што се надеваме ќе бидат барем по ова што денеска го работаат еден вистински пример за нивните современици подоцна и за нивните поколенија уште повеќе. Одзивот на родителите е доста голем и од учениците. Задоволна сум, доста проектот е прифатен од родителите, помошта е огромна, тоа се гледа од тука. Децата се активни учесници во овој проект, проектот до максимум е реализиран. Кате, зошто ги носите овие заштитни маски? Затоа што во бојата содржа отровни материи и кои се штетни по нашето здравје. И затоа вие ги носите маските за да се заштитите? Да. Кога вашата наставничка ви кажа дека ќе имате еден еколошки зафат, едно еколошко чистење, дали ти беше радосно? Да. Зошто? Затоа што беше убаво. Убаво заедно да се дружите, сите другарчиња од класот и да придонесете нешто за вашата животна средина, така? Да. Денес се обидуваме да ја чистиме нашата околина од училиштето, па се до изворот и до сред селото. И
училиштето, училишниот двор, го постелуваме дворот со песок. Зошто чистите? За да се ја осигураме нашата иднина и здравие на нашите деца, така што да имаме чиста околина и убаво здравие. За нас, за жителите на село Елшан и населба Елешец, голем благодет е што живееме во ваква природно здрава, еколошки чиста средина, што е голем предуслов за правилен раст и развој на нашата млада популација, но сепак не сме имуни на напливот на голем број хемиски средства кои што се употребуваат во секојдневниот живот, исто така и на пластична амбалажа, најлони и така натака, кое што во природата се остава и не се распаѓа природно, по природен пат, и затоа треба да се организира една акција на собирање на сметот, на ѓубрето, кое што веќе неколку години тоа се организира кај нас, но со што се отстранети и некои диви депонии. И затоа исто така треба да се одржува и предавања, трибини на младите со цел да се подобри еколошката свест, да се крене на повисоко ниво. Какво е вашето чувство во помош на најмладите? Многу ми е мило што помагам и сепак ги насочуваме младите да се развива нивната еколошка свест, ќе се подобри животната средина. Сепак ние живееме во една многу природна, еколошки чиста средина, бидејќи сме и настрана од некои индустријски капацитети, настрана од со метежот, сообраќаен метеж, нема многу издувни гасови, премногу сме среќни и сепак треба тоа да се одржи и да се подигне свеста на повисоко ниво. Мојата препорака до сите гледачи на македонска телевизија, се надевам нејзиниот сигнал веќе со мараката стигнува до низ сите меридијани, особено овде на крајбрежните жители, на крајбрежните села и подгаличките села, би препорачал да се вклучат во оваа акција, да се грижат за езерото и за планината, само така ќе се грижат за чистотата на своите бели дрвови и ќе направат многу чисти бели дрвови на нашата околина, па и на нашата Македонија.